си имал проблем во возот, не ти дале да носиш куче. А самиот кажуваш дека според некој закон тоа е дозволено. Па не само што не ми дала мене му апсија тогаш. Јазев уопсен, платив сега пред некој време и казна ми стаса за тоа. Затоа што пробав со куче да се качам на воз. А прашав претходно дали може да се качиме со куче кое што е придружник, кој што има медицинска белешка на лицето кое што беше со мене. Пази, има медицинска белешка. Да, дека може да биде и прашавме, он ни рекоа може да се качите, меѓутоа ако се качив ни рекоа мора да се симнете. А тој беше последниот воз што оди за Битола и јас реков, почнав да прашувам зошто како имам право да се возам, мене ме викнаа полиција, дојдоа тогаш 14 полицајци имаа апсија. 9. Да бе да, тоа јавно го кажав и видео снимав после тоа. Тоа беше пред околу 2 години и јас се зачудив на толку голема Пред 2 сила. години? Да, бевме јас, девојка и низината мала керка, малолетна керка. И нас не задржа, ете дури сега и казна ми стаса за тој случај. А што е најсмешно од целиот случај со нас на возот, имаше еден дечко со куче од Белгија, кој што сакаше да замине за Грција и се качуваше на возот за Битола. И сад тој дечко пробуе 2 недели да напушти државата со миленик, не можеше. Замисли колку мене туги од срам ми изеде. Тој дечко се будеше секој ден во Скопје и пробуеше на најден начин како со своето куче да го напушти градот. Скопје